Почитувани гледачи, добро вечер. Навистина имам посебна чест и големо задоволство што во новава 2025 година разговарам со универзитетската професорка Виолета Ашковска, која е исто така и писателка, бидејќи има објавено и повеќе нејзини авторски посебни самостојни книги. Најпрви, Виолета, сакам да ве прашам за вашето потекло. Јас знам, ама за гледачите, вие потекнувате од Охрид. Па Охрид велат дека е лука на писменоста, но и на книжевноста. Па кажете ни нешто повеќе за вашиот роден Охрид и за вас, за вашата лоза, вашето семејство. За жал, на моите 18 години морав да дојдам на факултет во Скопје и да го продолжам животот тука. Но најубавите спомени, нешто кое секогаш останува во душата на човекот, детството, младоста, ги помина во мојот Охрид. Тоа е посебна љубов и секогаш кога одам Охрид, тоа е едно посебно вдаховение. Потекнувам од семејство кое, во тоа време, тие се скромни нашите семејства биле. Татко ми и мајка ми беа прекрасни луѓе кои ме воспитаа за две работи за кои им сум многу благодарна. Првата работа беше да ги почитувам луѓето без оглед на нивното потекло, материјална положба или функција, да ги сакам луѓето како луѓе, да ги ценам човечките вредности. Првата работа од мојот дом беше таа која добив. Втората работа беше да научам да работам. Да не се срамам од ниедна работа и јас уште од дете во мојот дом, имав задачи кои ги исполнував, покрај тоа што во училиште секогаш бев меѓу најдобрите ученици и во моето основно училиште Свети Климент Охридски горе на Ридот, од каде тоа мислам дека е привилегија да се учи во тоа училиште горе, во тие сите споменици до Богородица Перивлепта, црквата, да, и да се гледа езерото, да се гледа езерото, Самоиловата тврдина, да се гледа стариот Охрид, амфитеатарот. Мислам, јас израснав со сето тоа околу мене обкружена и тоа е можеби посебно доживување. Инаку во основното училиште уште тогаш почнав да пишувам. Имам и уште од тогаш некои југословенски награди за поезија и за проза добиено. Значи, од најраните денови тоа беше, почнав да ја пишувам, но моето детство помина во најголем дел тука, околу Богородица Перивлепта, околу Свети Климент црквата и тоа си се носи во себе си, тоа е нешто, таа убавина секогаш си останува во едно катче од душата, која не може никој да ни ја земи и каде да одиме во светов и каде да живееме. Таа е посебна охридска убавина, секогаш си останува. Со целиот тој град, тоа езеро, и не случајно Свети Климент го градел плаошник и својот гроб го градел толку за да го гледа тоа прекрасно езеро. Навистина, се согласувам сосема со вас, навистина е привилегија човек да е роден во Охрид, но и да живее во Охрид, ама иако очекував дека самите ќе кажете нешто, подзаборавивте, јас ќе ве подсетам. Вие сте внука на Живко Чинго, вие сте ќерка од најстарата сестра на Живко, Цвета. Така. Мислам дека и тоа е голема привилегија, да сте внука на Живко Чинго. Па ајде малку и за Живко Чинго да проговориме. Значи, најубавите спомени од моето детство се поврзани токму со мојот војко Живко. Беше посебен човек, кој многу не сакаше нас внуците, посебно мене и брат ми, бидејќи му бевме најстарата сестра, првите внуци, другите внуци многу подоцна дојдоа во семејството. И секогаш кога ќе дојдеше од Скопје, за мене беше празник, бидејќи ми носеше работи кои не можев како дете, ние тогаш скромно живеевме, тоа беше скромен живот, еден посебен живот беше. Кога ќе дојдеше од Скопје, најубавите, најскапи поклони ми ги носеше. Јас бев многу стрекна, но исто така сакам да ги споделам спомените во куќата на мојот дедо Томе Чинго и баба ми Верга, родителите на Живко и на мајка ми Цвета, бидејќи јас имав таа привилегија која нема секој човек да израснам со најпознатите имиња од македонската литература, но и светската литература. Во домот на мојата баба Вујко ми секојдневно носеше писатели.
И се сеќавам, ја почнав да читам уште 6 години, кога научив буквите. И доаѓа вујко ми со Благој Иванов. И Благоја гледа, вика, да видам што чита девојчето, јас читав Детството, мислам, од Толстој, ја читав книгата. И тој вика, чекај, вика, јас ке ти направам список, кои книги треба да ги читаш. И првиот список, лектира прва која кажувам, ми ја направи Благоја Иванов, писателот, и јас секоја недела дисциплинирано оде во библиотеката Глигор Прличев во Охрид и морав по список да ги прочитам сите тие книги, значи тоа ми беше. Исто така, значи нема секој привилегија во неговиот дом да седи со еден нобеловец како Ежен Гилвик, или со Изи Сарајлич, или со Добрица Ќосич, Анте Поповски, Гане Тодоровски, Бранко Варошлија, значи доаѓаше една писателска елита. Јас како дете, значи, за мене писателите беа посебен свет. Нешто посебно. Јас како дете прикриена ќе седам и ќе ги слушам нивните разговори кои ми отвара многу поголеми видици. Значи, навистина беше една привилегија да се биде внука на Живко Чинго, не заради друго, бидејќи мојот видоглед многу се прошируваше со луѓето кои тој ги носеше во домот на мојата баба, па ние сите растрчани ќе готвиме, ќе спремаме, ќе правиме, секогаш таа софра на баба ми беше позната и дури Јордан Плевнеш кажуваше една анегдота со баба ми кога вика печено прасе, пастрмки под сач, полна масата се, а баба ти вика упорно јаде Тодорезот, јаде Тодорезот. Нејзин тој пила фори, значи бујра ние го викавме, значи покритски. Значи беше специјалитет и таа навредена никој не јаде од Дорезот. Јадат од месото. од И тоа секогаш го скуваше јаде Тодорезот, и вика кокошките ќе го јадат. И тоа остана како еден вид кој го кажуваше Јордан Плевнеш. Навистина тие средби и тие ретки можности да бидете со ретки знаменити личности од македонската и од светската литература, тоа мислам дека никогаш не се заборава, уште повеќе што вие нив сте ги сретнале во ваш домашен амбиент. Тие биле гости кај вас дома. Гости на Живко Чинго, и ваши гости. Навистина Живко Чинго беше ретка личност и како писател и како човек. Јас се имав таа можност да контактирам со Живко Чинго, тогаш работев во редакцијата на Млад борец, а Живко Чинго ни беше председател на издавачкиот совет. И контактиравме и се уште ги носам тие неизбришливи, незаборавни спомени и непосредно пред неговата смрт, во јули месец, јас бев во Белград и во Белград ми рекоа: Христо, што не седнеш и не направиш некој интервју да ни пратиш? И ја ги прашав: а со кој писател сакате? И тие како во хор, неколкумина беа, со Живко Чинго. Сите рекоа Живко Чинго. И јас се вратив и го сретнав Живко Чинго на плоштадот. Имаше киоск кај Чевларот. Тука веднаш и велам на Живко: бе во Белград и би порача интервју со вас. И Живко Чинго па вика: голем товар ми ставаш на плечи. Викам: не, ја ќе ви дадам прашања, а вие само ќе ми одговорите. А Живко знаеше, бидејќи беше и новинар и писател. Да, вика: само колку страници? Ја му викам: 12. И ти реков дека голем товар ми ставаш, ама ми прифати. Меѓутоа, за жал, истата година, во август месец, во 3:30, во 15:30 беа вести и радиото или денеска во Охрид почина Живко Чинго. Тоа беше за мене шок, изненадување, но тоа е животот. Јас, сакав да ја кажам ова случка со Чинго, бидејќи се договаравме за интервју, ама тоа никогаш не го направивме. Остана само тие прашања што ги потврдив. Истиот ден кога почина, требаше да дојде кај мене на ручек. И јас го чекав на ручек, го нема, не дојде. И после тоа дојде од комшиите, вика му се слоши, не е добар, а веќе мене ми беше јасно дека се случило нешто најстрашно. И така. Но беше интересен тој негов погреб, беше незапамтен во Охрид, беше многу омилен, сакан од луѓето. Посебно од Охрид го сака. Неговиот погреб беше, се сеќам од куќата кај баба ми, јас како во Бунило тогаш до црквата горе Камненско, тоа беше река од народ. Охрид не доживеал, мислам, да се организира таков погреб и да испрати така некој човек како што го испрати Живко Чинго беше со еден многу
пријатен, многу убав карактер, беше мек. И тој, сеќам, кој ќе дојдеше во Младборец, ни велеше: деца, зошто се карате? Смирете се. Значи, Живко Чинго излегуваше една мирност, една мирнотија, една добрина. Излегуваше на човечност. И ја тоа нема никогаш да го заборам. Тој беше еден од ретките личности, какви што беа, впрочем, и Блаже Конески, и Анте Поповски, и многумина други. Но Живко беше навистина редок и посебен. И ми е многу драго што сте вие негова внука. На едно одбележување академикот Цветан Гроздановски за Живко зборуваше, бидејќи беа генерација од школски клупи, и вика: од нашата генерација станавме многу големи личности. Так. Сите по нешто успеавме во животот да бидеме академици, научници, професори, писатели, ама хуманизмот од Живко никој не го достигнавме. Тоа беа зборовите на Цветан Грозданов. Так. Верувам дека ништо не е случајно на светот и веков, па не е ни случајно и тоа што и ти се занимаваш со литература, со книжевност, покрај професурата, покрај историјата, покрај она што пошто јавноста најмногу те знае како професор универзитетски по историја, но исто така ти сериозно пишуваш и објавуваш, значи се занимаваш со литература. Па моето следно прашање ќе биде: од каде потекнува, односно кога ја забележа таа љубов кон книгата, кон читањето и кон пишувањето? Дали беше тоа уште во основното училиште или подоцна во гимназијата или на факултет? Да. Почнав да пишувам уште во основно училиште и моите наставници, се сеќам, тогаш беше Зорка Грозданова, македонски јазик во основна школа ни предаваше, мислам, тогаш. И веднаш ги истакнуваше моите писмени состави, бидејќи делеа, беа меѓу најдобрите, скоро секогаш и најдобри беа, и се чита во сите оделенија секоја писмена работа, секој мој состав, значи уште од тогаш се гледаше дека имам склоност или некоја те дарба дадена за убаво да пишувам, бидејќи бев и доста начитана, многу читав уште. И кажав уште пред да тргнам на училиште, јас читав книги, за жал денеска децава многу малку читаат. Понатаму, исто така во гимназија продолжив со пишување, особено во гимназија што го обновивме тогаш писанието Јужен Бран, кој Чинго прв пат кога беше професор во гимназија афирмира, а после ние со професорот Стојан Ристевски го афирмиравме тоа. Иначе тогаш мене беше професорка и Љупка Филиева, имавме во Охридската гимназија, после Стојан Ристевски. Тоа беа професори кои беа возлюбени во македонската литература. И гледа на нас учениците повеќе да ни всада љубов кон македонската литература отколку кон светските класици. Беше, од тогаш таа љубов се спојуваше патриотизмот со пишуваниот македонски збор. И ние на група околу тој Јужен Бран, колку се сеќавам, беше Тоде Илиевски, една прекрасна личност, еден посебен човек беше Тоде Илиевски, покоен сега. Понатаму беше во таа група Смилена Умовски, Бранко Цветковски, Милош Линдро, па потоа Андреја Дојчиновски. Сега не се сеќам на сите, но беше една поголема група гимназијалци кои ние пишувавме, го уредувавме Јужен Бран, и така таа активност беше, мислам, доста жива во гимназијата. Многу се негуваше тој убав пишан збор. Понатаму, кога отидов на факултет, јас добив стипендија од фонд на стимулирање таленти, тогаш нели имаше такви фондови. Јас бев математичка насока, значи бев одличен математичар, имав награди од сите предмети, но историјата ми беше посебна љубов. И кога отидов, јас тогаш за да таа стипендија конкурирав, ме викна Славчо Бафанџиев, физичар, професор беше по физика, мислам. И вика: ти ќе одиш да студираш на историја. Јас дојдена во Скопје, архитектура ќе студирам, математички смер. Историјата ми била љубов. Не, вика, ќе студираш историја. Викам: зошто историја, сега ваму толку математика учам? Вика: треба најодличните ученици да студираат историја, бидејќи некој треба да ја пишува македонската историја. Ти си земала толку награди од книжевност, значи треба историја да пишуваш. И така професор Бавчанџиев, значи тој те запишал на историја. Виновникот што јас отидов да се студирам, на пример, со љубов историја, значи нешто можете да завршите така, да имате факултет, но за мен историјата беше љубов и јас си се посветив на филозофскиот факултет. Со љубов. Но
заради таа љубов ја жртвував книжевноста, бидејќи историјата бараше многу напори, многу жртвување и така да јас се преориентирав во историската наука. Професорки Виолета, ќе ве вратам малку повторно во детството и во младоста и ќе ве прашам во врска со влијанието. Некогаш влијанието е преголемо од семејството, а некогаш со право и од наставниците, од професорите, па може би дури од воспитувачките во градинка. Но, во конкретниот случај, на тебе, кој влијаеше повеќе, еве, и за книжевноста? Дали членовите на семејството и кои беа тие, таткото, мајката, некогаш може да биде братот, сестрата и слично, или во воспитно-образовниот процес, како што реков пред малку, воспитувачите и наставниците? Не знам, тоа некако човек кога има, вика, некој пиле, тоа само си доаѓа од себе. Да. Јас почнав само иницијативно едноставно да пишувам, но имав голема поддршка од моите родители кои се гордереа, се радуваа со мене и така, но исто така и од вујков ми кој ме поттикнуваше дека ако тоа што ми е внатре, дека треба да го напишам, да не остане внатре, да не умре внатре во душата, него да биде ставено на хартија. Значи, повеќе влијание. Исто така, моите наставници, бидејќи убаво пишував, многу ме форсираа во тој процес, мислам, да пишувам, да се изразувам. Така што имав среќа, што имавме ние на тоа време многу обучени, многу добри професори и наставници, кои навистина вршеа на нас големо влијание. Едноставно неописменија, да бидеме писмени луѓе, да пишуваме писмено, да се изразуваме. И така, тоа беше влијание, може би, од семејството, но повеќе мислам дека од наставниците. Да. Сега во вашата биографија пишува дека во 1977 година дипломирате на Филозофски факултет во Скопје, на групата Историја, потоа на истиот факултет, значи на Филозофскиот, магистрирате во 1988 година, а докторирате во 1993 година. Во 1978 година се вработувате во Марксистичкиот центар Мито Хаџи Василев Јасмин. Так. Потоа, во 1989 година, преминувате во Институтот за национална историја, а од 1998 година се вработувате како доцент на Филозофскиот факултет во Скопје, поточно на Институтот за историја. Ова не го прочитав случајно, бидејќи овие професионални обврски, како професор, како истражувач, како научник, да се занимавате стручно и научно со историјата, дали ви остануваше време и за творештво, книжевно, ова што пред малку го говоревме? Дали пишувавте по некоја песна, значи поезија, расказ, есеј или слично, во некои меѓупаузи, да речам, или тоа одеше паралелно, континуирано? Наоѓавте време и за творештвото? Тоа сакав да ве прашам, или потешко одеше тоа? За жал нема време за творештво. Значи, историјата бараше голема посветеност. Многу истражување. Јас бев истражувач кој почнав да отворам табу теми кои не беа напишани, дотогаш, за кои мораше да се истражува изворна документација. Јас најголем дел од тие години ги поминував во архивот во Белград, архивот Софија, архивот Лјубљана и така натаму. Значи, закопана во документи. Мојот докторат беше за аграрот и селото, само да ви кажам, едниот фонд за аграрна реформа и колонизација беше 276 кутии по 1000 страници во секоја кутија. Едниот фонд, а по 10-15 фонда сум гледала. Значи, можете да си замислите каква таа работа било. Викам, сега тоа некој да ми го даде, никогаш не би можела да го направам. Бев млада, со многу амбициозна и со капацитет работен голем. И тоа бараше многу одрекување и јас нема време, значи едноставно. А последен период викам, сега јас пишувам научни, сериозни книги. Ако почнам се книжам, ќе рече, това не сериозна ли е, каква е, и со поезија, да, и со ова. И ваму, и... Значи, тоа го оставив некако за подобри времиња. За подоцна, така. За подобри времиња. Сега, кога сме во тој првиот, професионалниот дел, како автор и како коавтор,
Објавивте околу 40 монографски и други трудови. Значи, книги, историографски дела, учебници, учебни помагала и групни изданија. Многу ученици, многу студенти имаат учено, имаат образувано од вашите учебници по историја. Но исто така автор сте на повеќе од, овде пишува 100, ама сигурно се многу повеќе, научни статии, стручни прилози, прикази, презентации, фелтони, интервјуа, написи во печатот, промотивни беседи и слично. Како што реков пред малку, автор и коавтор сте учебници за историјата во основното и средното образование, но исто така, вие сте автор и коавтор и на околу 30 сценарија за документарни историски филмови, но исто така имате удел и во повеќе музејски концепти. Сте били и редактор на повеќе изданија, научни и стручни и други изданија. Јас од книгите, бидејќи многу, навистина има многу, еве и гледачите ќе видат дека овде има само еден дел, подосна ќе ги представиме и нив, ќе извојам само неколку од изданијата. Аграрната реформа и колонизацијата во Македонија, тоа е вашиот докторат. Да, еве тоа. Тоа е оваа книга, може да ја покажеме. Значи го обработувате тој период 1944 до 1953 година. Овој период, за жал, кај нас не беше обработен и вие го направивте, тој пионерски чекор го направивте прв пат тоа. Но исто така многу е позната и значајна вашата книга Репресијата и репресираните во најновата македонска историја. Таа е книга што ја напишавте и објавивте заедно со Никола Жежов во 2005 година. Потоа објавивте уште една друга значајна и ретка книга заедно со Никола Жежов, Предавствата и атентатите во македонската историја. Потоа, заедно со Даринка Петреска, ја објавивте книгата Осознавање на историјата, и јас овде уште една книга ќе издам, иако има многу книги, и сега ќе ги покажем и другите, Екзодусот на македонското селанство во социјализмот. Таа книга објавена 2007 година. Сега ние, бидејќи овде покажавме само две книги, јас ќе ги покажам и другите накусо. Овдека е книгата Демнеечки дух, понатаму книгата Димитар Влахов, значајна личност Димитар Влахов, и за Влахов малкумина имаат кај нас пишувано. Лекции од историјата на современата македонска држава, 44-91, Вовет во историјата и првиот президиум на АСНОМ. Ова се навистина значајни дела и сега малку и од оваа страна. Последната книга. Македонското прашање на Балканот, времето на информбирото. Ова е најновата книга што излезе наодамна од печат и беше промовирана. Книгата Велеси Велешко, 44-91, а овде се твоите книжевни... Тоа се збирките поезија. Поетски книги. Ајде и нив, иако подоцна и за тоа ќе говориме. Ветер во пазувите, Жената пред и зад огледалото, То залезот и потоа, Душата не се гледа, Капка радост во море тага и Македонијо недопеана. Еве, овдека представивме 6 поетски книги и колку? Десетина... Колку можев да носам. Колку можем. Книгите се навистина тешки и за носење, а не само за читање. Но, ти си застапена како автор и во голем број зборници. Зборници од групи автори. Сега сакам следното прашање. Повторно е поврзано со тој спој на професијата и книжевноста. Поврзани ли се, јас знам дека се поврзани, ама морам да ме прашам, поврзани ли се
историјата и книжевноста. Што претходи? Некогаш и претходи историјата на книжевност, некогаш книжевноста е можеби претходница на некои па други предпоставени историски процеси. Но во секој случај историјата изгледа, иако прашањево е деликатно што е постаро во кошката или јајцето, но ако е историјата нешто што толкува и слично, таа мора да има нешто претходно случено. А во книжевноста мислам дека повеќе интуицијата, личниот сенс, чувство, страст и слично. За разлика од историјата што се потпира на факти, на податоци, на личности. Значи, тоа е многу блиска врската меѓу литературата и историјата. Бидејќи од историските случувања писателите наоѓаат многу мотиви и дури има едно мислење и сознание дека некоја историска епоха завршува тогаш кога литературата и книжевноста ќе се искажа за таа епоха. Често пати јас ги користам книжевните дела за да ја сватам епохата, да го сватам духот на времето. Не само фактите су вопарни, се случило тоа и тоа, но како луѓето размислувале, што чувствувале луѓето во тоа време, како гледале на тој настан, било војна, погром и така натаму. Ако не се, јас често пати викам, например, време на смрт од Добрица Ćošlić, ако не се прочита, не може да се свати трагедијата на народот во Првата светска војна. Или Пиреј од нашиот Петре Андреевски. Без Пиреј, како ќе ја сватите таа делба меѓу луѓето? Јас секога викам, најдобриот историчар на секојдневната историја на македонскиот живот е Стале Попов. Значи, писателите некогаш многу посуптилно, подобро навлегуваат во некоја историска епоха, отколку историчарите. Историчарите често остануваат некако со фактите, сувопарни, дури се сувопарни, сувопарни, не и даваат душа на историјата. Но за да се почувствува душата на историјата, атмосферата, треба книжевноста или вие како ќе го научите сталинизмот ако не ја прочитате Големата вода. Значи тоа е една поетска историја на сталинизмот. Јас ја на статија напишав на семинарот таму за македонски јазик. Големата вода, поетска историја на сталинизмот. Сите тие символи на сталинизмот, од црвените гаки на Оливера Николова, па татенцето, воспитачот на домот, па тие деца незаштитени од човек во еден логор, во едно обкружување на дехуманизирано општество. Значи, сето тоа да го сватите ви на сталинизмот, тоа ви дава Големата вода. Ви е одраз на тој сталинизам, на тоа ограничување, на слободата на творештвото. Значи, затоа викам дека се многу блиски литературата и историјата, бидејќи книжевноста и посебно онија историска литература, теми кои го обработуваат едно време и даваат душа на самата историја, тој спој е многу близок и треба некогаш историчарите да учат од книжевниците, како што книжевниците ги земат мотивите од историјата. Тоа е еден таков спој. Јас лично ви благодарам за овој претходен исказ, бидејќи сосема се согласувам со се што кажавте и навистина е така. Многу писатели обработуваат историски личности и теми. Но ниедна епоха, ниеден период не може да се согледа без книжевноста. Бидејќи писателот гледа низ друг диоптер. Тој го гледа човекот, гледа една конкретна временска ситуација, животот и слично. А научникот вели, таа и таа година се случило тоа и тоа. Но писателот кажува како се случило. Значи ги има тие детали, тие нијанси. Како се чувствувале луѓето во тоа што се случило. Значи тоа е многу важно. И на крајот од краиштата писателот пишува често меѓу редови. Дури и кога е нешто забрането, кога не смее да се пишува јавно, тој сепак пишува меѓу редови. За разлика од историчарот. Историчарот пишува со редови. Многу ми е битен и драг овој ваш претходен исказ. Еве само да дополнам, извинете, ќе ме прекинам. Значи, често пати кај нас писателите, посебно за тие табу теми кои постоја за времето во Југославија, писателите одеа пред
историчарите, додека историчарите ја премолчува, имавме на премолчана историја, например Антонио Исакови со Трен 1, Тоа Трен сакам 2, да го кажам, со отвори Трен темата за за Голи Голиот оток и така натаму, или ако Да. ја гледате филмот Планината на гневот, На гневот. кој го режираше Љубиша Љубиша Георгиевски, Георгиевски, на текст на Анте Поповски. Така. Значи тоа писателите беа многу похрабри, Предходница. похрабри од историчарите и тие отворија теми кои многу подоцна историчарите ги отвораа. И може би тоа било заслуга и на самите писатели, што биле похрабри, повидовити, ама јас мислам дека и сите режими побрзо и полесно дозволувале писателски тие теми да се обработуваат, а не историски. Бидејќи велат, може писателот Ќе го сметаме тоа е имагинација. имагинација, фикција, предпоставува, да. но тоа е факт. Факт е дека често писателите први го загризувале И отвораа тоа тие горчливо јаболко, да речем. Така е, така, точно. Сега, пред малку рече дека кога се занимавав со историјата, немаше доволно време за пишување, поезија, литературно творештво. И дека тоа ти го одлагаше за подоцна. Кога? Некаде пред пензионерските денови? Да, да, значи кога се подготвував за пензија, јас морав во еден период во кој многу страшни работи се случува со нашата држава и јас морав да се оддадам на нешто, да си најдам оддишка. И тогаш почнав, се вратив на убавата книжевност, паралелно со историјата, бидејќи како пензионер го немав тој ангажман како професор. Прво многу предавања, многу студенти. Кај мене магистрирале 29 кандидати, докторирале 12 доктори на науки. Тоа е дополнително, знаете каков труд е со толку кадри, стотина студенти дипломирале. Значи тоа било многу сериозна обврска покрај предавањата, покрај истражувањата, покрај целиот мој ангажман да ја спасувам Македонија, секаде говор против промена на име, идентитет. Значи тоа било 12 сати денот работа. Значи јас сум немала време едноставно да си дадам на душата оддишка тоа што ми лежи, да си го искажам низ убава книжевност, низ стихови и така натам. Кога отидов во пензија, го немав тој ангажман на предавања, ангажман со студенти. Значи се ослободи простор да можам паралелно со историските книги да си пишувам и поезија. Сега, твојот одговор, професорки Виолета, го поттикнува моето следно прашање. Творештвото за некого е дарба, релаксација, хоби, за друг е обврска, за некој може би и нешто друго од се това. Но ми беше драго што го слушнав тоа, дека во твојот случај творештвото ти представувало и посебно задоволство, бидејќи се слушаш себе си, разговараш со себе си и ја распостилаш таа своја мисла, своја интима. И може би на одреден начин пишувањето, па и другите уметности, сликањето или глумата или слично, може би и бегство од суровата и груба реалност. Може би човек едноставно сака и да се ослободи од тие задолжителни, често и наложени обврски и таа утеха и тоа задоволство го наоѓа токму во лист од хартија, моливот или пенкалото или сега таблетот, компјутерот, и тогаш пишува своји стихови. Сега, Виолета Ачковска, на кои литературни теми става акцент? Каде ти се пронаоѓаш себе си? Каде чувствуваш дека си најсилна, дека едноставно не можеш ама тоа да не го напишеш, да не го соопштиш? Кои се тие теми? Татковинските мотиви, љубовните, семејните вредности. Што е тоа спиритус мовенс, да речем? Значи, сите овие теми кои ги наведовте држат и ги имам во мојата поезија. Но сепак од сите овие книги, мојот револт е изразен во сите нив против отчовечувањето на човекот. Так. Мислам дека тој ми бил најголем револт, бидејќи ја изгубивме скромноста, изгубивме едноставната комуникација меѓу луѓето.
Ете, во времето, јас сум можеби многу традиционална и како жена, и како човек, и како македонка, многу се изгуби од тој човештилак, од таа непосредност меѓу луѓето, од тие односи. Некоја како лошотија да влезе во душата на човекот, па имаат потреба да навредуваат луѓе кои не ги познаваат. Да. И сето тоа можеби ми создавало, често пати сум се чувствувала многу навредена, многу повредена. Ве навредуваат луѓе, а не ве не познаваат, ништо не знаат за вас. Значи, тоа многу болно сум го чувствувала и затоа викам, што можам јас? Можам да си се изразам преку она што ми е во душата, значи да го кренам гласот против отчовечувањето, да си ја бранам татковината, да ја бранам љубовта, да го бранам човекот. Значи, сето тоа е содржано во мојата поезија. Има и љубовни песни, бидејќи сепак љубовта е нешто кое е најважната движечка сила, енергија, апсолутно. Движечката енергија во светот, тоа е тоа. Зашто љубовта не е само на жената кон мажот или обратно на мажот кон жената. Љубовта кон детето, љубовта кон родителите, љубовта кон татковината, љубовта кон природата. Се е тоа љубов. Пред малку кажавте една болна и точна вистина. Дојдовме поради ова алиенација, ова утуѓување, дојдовме до една ситуација да ви е страв просто да спомнете некого. Зашто одма се нафрлаат, а многумина него ни познаваат, меѓутоа веднаш велат тоа е лош, тоа е и слично, и слично, и слично. Во Македонија се случува нешто страшно. Како самите меѓу себе толку многу да се мразиме, значи не се сакаме, и како да е точно тоа дека ние самите ќе се уништиме и без друг тоа од страна да го прави со нас и против нас. Вие како историчар сигурно ова илјадници пати сте констатирали, бидејќи имало и кодошлами, и завери, и предавства и слично, но зарем и сега тоа продолжува да се случува. Јас во мојот живот најмногу сум страдала можеби од луѓе кои имаат поголеми амбиции отколку интелектуални способности. И тие луѓе имаат длабоки фрустрации и има желба да ве понижуваат, да ве навредуваат, да го обезвреднуваат вашиот труд. Значи, тоа се тие личности такви. И во мојот живот, јас сум сретнувала многу големи личности, светски имиња. Колку поголем бил човекот, мислам, во својата област, толку е поскромен, поедноставен, за комуникација, за се. И не се занимава со дребности. Аз сум комуницирала со луѓе кои имаат малку вредности, но кои се наперчиле, мислите во облаци се кренале, па со игнорантност кон сите други и така натаму. Дури со дрскост. Значи, проблемот е во расчекорот помеѓу амбициите и интелектуалниот потенцијал. И тука тие големи фрустрации се јавуваат и кај научници, ако сакате, и кај поети, и кај писатели и така натаму. Инаку јас не сум се откажала дека сепак македонството ќе не спои, дека сепак ќе живееме за љубовта и љубовта ќе не оплоди сите со убави чувства, со убави емоции кон другиот, кон братот, кон сестрата. Гледате сега што се случува, исто како пропагандите од 19 век не делеле бугарска партија, српска, грчка, сега СДСМ, па ВМРО, па леви, па десни. Значи, толку не разделија, што ние го изгубивме човекот. Не го гледаме човекот, ја гледаме дали тој е во ова и она партија, дали е ваму или таму. Партиските книжки. Ма и партишки да ги има и да ги нема, значи, го изгубивме човекот. Ако ние се вратиме да го почитуваме човекот со неговите човечки вредности, мислам дека секи си дојде на свое место. Значи Диоген повторно ќе барал човек. Ќе бара со свеќата човек. Но на вистина е ова така и добро е ако не спасат позитивните гени, ако македонците сватат дека се македонци и дека дека се упатени едни на други и дека само тие самите прво и најпрво мора да си помогнат и да се работуваат, а не да се разградуваат, разединуваат и да се уништуваат едни со други. Со деструкција и негативна енергија. Сега дека Виолета Ачковска ова што го говори и го практикува е доказ твоето учествува многу групни активности, многу клубови, здруженија, изданија. Тоа ретко кој го прави. Многу луѓе се суетни. Мислат дека самите се самодоволни. Јас и никој друг.
Но, ти често си со колешки, колеги, писатели, луѓе од уметноста и навистина си една од ретките кои што денеска тоа не со зборови, туку и на дело го практикуваат, го прават. Твоите песни се присутни во голем број зборници. Ти ги немаш тие комплекси. Јас сум универзитетски професор, доктор науки, зошто да бидам со... Не, тоа се гледа од авион. Ти буквално објавуваш и со автори кои што можеби прв пат напишале и објавиле песна. И јас еве тоа пред јавноста окажувам дека си една од ретките личности кои тоа го прават. Јас мислам дека на таков начин се шири позитивната енергија. Дека луѓето на таков начин се зближуваат меѓу себе. Јас ви кажав, моето домашно воспитание е такво да го почитувам човекот, а не да гледам дали има титула, дали има пари, дали има функција. Тоа за мене е релевантно. Го гледам човекот. Значи, многу се значајни овие групни изданија, бидејќи правиме многу манифестации, меѓу себе комуницираме, се спријателуваме. Тоа е ширење на еден круг пријателство, како што кажувам јас, кога одев на протестите за името. Викам, ние сите браќа и сестри станавме таму. Да. И истото ова другарување ми е со другите поети. Значи, низ различни градови одиме, низ Македонија, се дружиме, една позитивна енергија се шири. Значи, тоа се убавите спомени кои го прават животот. Јас се сеќам од ментор, тоа ми остана, вика, секогаш да ги одбележуваш убавите моменти, да ги паметиш, бидејќи сме имале толку убав живот, колку што имаме убави спомени. А јас со тие другарувања, во овие кои ги правиме ние манифестации, едноставно понесувам позитивна енергија, убави луѓе запознавам, едноставни, не се оптеретени со ништо. И знаете колку е убаво кога со едноставни луѓе комуницирате. Апсолутно. Тоа ве исполнува едноставно со позитивна енергија, си ги сакате луѓето, тие ве сакат, вас ве прифаќаат и тоа е еден взаемен однос кој е многу убав. Од режијата ми покажа, со пантомима, ми јавија дека имаме уште една минута до крајот. Имав уште многу прашања, но очигледно се расприкажав, имаше повеќе теми, ама сепак ќе прашам. Што пишуваш сега и што да очекуваме наскоро твое да се објави, да биде објавено? Имам готова збирка поезија, Таложење се вика, сум задоволна, е добра таа збирка. Уште една збирка е при крај, Превртени слики, таа така е крстена малку за деформациите во човечкото, психологија е таа. Добра. И секако сега за објавување ми е книгата, конкурирав ако ми одобра за време на прекршување за Голи оток и готова која работам за ждановизмот и либерализмот во културата. Таа е така некако... Сериозни книги. Сериозна е, доста. И таа за Голи оток, и таа за ждановизмот. Да, таа за Голи оток е готова, ова за ждановизмот малку е покомплицирана, ама со задоволство ја привршувам, при крај сум. Така да... Добро. Работам, но доста работам. И сега на крајот сакам да те замолам, Виолета, со еден од овие фломастери, црвената. Добро, ајде црвената. Ај, обично жените избираат бојата на љубовта. Овде името и презимето. Значи Виолета Ачковска. И на другата страна ќе ми напишете една мисла на ваша порака. Јас извинувам на гледачите што еднаш викам вие, еднаш ти, ама се знаеме подолго време. Ние многу години сме другари. Да, напишете тука една мисла, една порака и ќе се подпишете. Да се сакаме, за да постоиме. Многу убаво. Ето така. Македониум. Така? Подпишете се овде скратено. Како автограм. Како што сте подпишувале на студентите оценки. Сакам, Виолета... Да се сакаме за да постоиме македонци. И со рака да ви честитам на се досега што имате направено и што правите и што ќе правите и за вас, и за Македонија, и за сите нас. Благодарам. Благодарам.